Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците како веќе поодамна да ги применува мерките за штедење на владата преку работа од дома. Зградата предвидена за 3 државни институции и околу 180 работени, сега има околу 5 институции плюс деловен простор, а само енигматичното министерство на Артан Груби има 404 вработени. За сега е непознато како само една од 5 институции има безмалку двојно повеќе вработени од предвиденото за целиот објект. Зградата е изградена во рамки на проектот Скопје 2014, владата ја откупи за 10 милиони евра од акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, пошто објектот стана прифатилиште за партиските кадри на ДУИ. Во него, иако требаше да се смести антикорупцијската комисија, се вселија новоформирани институции по иницијатива на ДУИ, како ансамблот на албански народни песни и ора, Агенцијата за примена на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, Инспекторатот за употреба на јазиците и Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Министерството за политички систем кој Груби го предводи, освен организирање рамковни прослави, рекорди по вработување и трошоци за плати, за сега не се пофалиле ниту со еден друг проект или програма. Неодамна го прашавме директно што се сработеле во неговото министерство, освен рамковни фестивали. Ја издвои само така наречената академија што се организираше повторно во деновите околу рамковната журка, но пак не спомна ниту еден друг проект за меѓуетнички односи. Основната причина заради која постои неговата институција. Имавме одлична политичка школа за млади лидери, на која што учествува и македонци, и албанци, роми, турци, власи, срби од сите заедници. Инаку, токму институцијата под раководната палка на Груби, која што треба да се грижи за етничката застапеност и правата на заедниците, не ги почитува основните принципи за мултиетничко општество. Министерството го прекршува Охридскиот рамковен договор и не го почитува ниту стариот, ниту новиот балансер за вработување по етничка припадност. Од вкупно 404 вработени, само 37,62% се македонци, а 52,74% се албанци, додека пак 4,21% се турци, 2,23% се роми и 1,24% бошњаци, додека пак другите етнички заедници не се застапени ниту со 1% од вработените. Инаку за информации околу вработените во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, Алфа ТВ чекаше безмалку еден месец и со барање за информации од јавен карактер мораше да се обрати до генералниот секретаријат при владата, бидејќи на официјалната веб страна освен информации за тоа каде бил, што рекол и со кого се сретнал Артан Груби, до неодамна немаше објавено ниту лице за контакт, ниту пак лице за пристап до информации од јавен карактер.